Почитувани сограѓани, ова е последно мое обраќање пред почетокот на изборниот молк во вториот круг. Обраќање на кое ќе се повторам уште еднаш една голема благодарност затоа што граѓаните на Куманово имаат чувство да ја препознаат вистинската опција која нуди едно подобро Куманово, будење на Куманово од учмаеноста во која се наоѓа во последниве години, така да од ова место можам уште еднаш да кажам едно големо благодарам за довербата што ми ја дадовте во првиот круг. Апел до сите вас, бидејќи не е се завршено, потребно е и во вториот круг, што помасовно, во поголем број, да таа иста доверба ја искажете на 7 април, така да благата вест на Благовец вие да ја пратите од ваша страна до сите нас, дека за Куманово доаѓаат едни подобри денови, поубави денови за сите жители на Куманово, од најстарите до најмладите, од најбогатите до најсиромашните, до сите делови на Кумановската општина, така да после 7 април да почне она што сите со нетрпение го чекаме 22 години. 22 години во кои Куманово остана последна турска касаба која е заборавена и од луѓето и од времето. Драги сограѓани, до сега покажавте и храброст и чувство, се надевам дека и на 7 април ќе имате доблест таа работа да ја потврдите во уште поголем број, да ни ја дадете довербата, да јас како иден градоначалник со тимот на млади луѓе кои се веќе докажани во овој град, го поведеме во Куманово во еден поубав живот, во еден европски живот, и да на сите оние кумановчани кои со оваа промена ја гледаат својата шанса во живот преку програмата која до сега ја нудевме, каде не би се навраќале, ќе имаат шанса да најдат свое работно место, свое парче леп за некој подобар живот кој го ние како политичка опција нудиме. Благодарам уште еднаш и ве повикувам сите во што поголем број на 7 април да излеземе и да удариме печат на она што го започнавме на 24 март. Благодарам.